За Максим Димитриевски знам дека е градоначалник на Куманово и знам дека беше член на Социјалдемократскиот сојуз. Се она што не знам, ќе го прашам ово утро. Добро утро, господине Димитриевски. Добро утро и на вас и поздрав до вашите гледачи, читатели. Ајде да знаеме што е ново што не знаеме со знам. Дали е завршена целата таа процедура, веќе сте регистрирани, бидејќи гледам билборди и по Скопје за партијата или движењето што го предводите. Дали сте подготвени за избори, сакам да прашам? Одржавме иницијатива за формирање на политички субјект. Основачко собрание, предадовме документи пред надлежен државен орган за регистрација на субјектот, како и вообичаено што одат нештата, секогаш одат споро во Македонија. Чекавме еден месец за официјален одговор од Министарство за правда дали можеме да го користиме името Македонија во регистрација на партијата. Не добивме конкретен одговор, поднесовме документи пред надлежен суд. Се уште чекаме одговор, но како и да е, ние веќе се чувствуваме како политички субјект кој што е поддржан од граѓаните. Излегуваме со билборди да ја запознаеме јавноста со нашиот слоган, да ја запознаеме јавноста со брендот, со името на партијата и продолжуваме активно да работиме на терен, да се организираме и да формираме општинска организација или челија во секоја урбана и урбано-рурална и рурална средина на територија на Македонија. Основната цел е да излеземе на следните парламентарни избори, да ја надеме нашата политичка понуда на граѓаните, а крајниот епилог ќе го видиме на изборите и после тоа граѓаните да имаат можност да одлучат. Дали се сметате за добар градоначалник и дали направивте успешни проекти во Куманово? Па јас за себе си не можам да говорам, тоа го говорат граѓаните на Куманово. Има можност на последните избори да го дадат своето мислење, имаше поголем број на кандидати. Јас бев независен кандидат со граѓанска поддршка. Освоив висока бројка на гласови, на 26, скоро 27.000 гласа. И продолжувам понатаму да работам. Ако ми прашате дали сум задоволен лично, можеби не, видејќи сметам дека секогаш може повеќе, но од аспект на финансиска консолидација на државата, навистина тука правиме сериозни рекорди кои што не се запаметени во историјата на општина Куманово. Куманово е денеска една од финансиски најстабилните општини. Можеби тоа е една покрај политиката, една од главните причини што не добиваме никаква државна помош. И денеска при распределбата на државниот буџет гледаме дека голем број на општини добиваат средства, а Куманово кој што учествува со 7% во полнење на државниот буџет добива 0 денар. Ако е така како што велите, вашата битка за градоначалничката позиција не беше лесна. Требаше да се соочите тоа за прв пат против својата стара постојана партија Социјалдемократскиот сојуз, со ВМРО и другите партии што настапува. Дојдовте на позиција да го раководите Куманово, велите дека има успех, може секој да биде подобро, но зошто тогаш го напуштате градот и решавате да се борите за власт на централно ниво? Не ли е тенденција на голем број политичари каде што велат или филозофијата дека реалната политика се води на локално ниво, за потребите на граѓаните на локално ниво, за оние што се најнужни потреби? Зошто го оставате Куманово за да дојдете во Скопје? Јас ниту го оставам, ниту пак некогаш во мојот живот ќе го оставам моја Куманово, но последниот резултат на последните избори, можеби тоа беше еден феномен или отварање на една нова карта, нов пат во државата. Успеав со граѓанска поддршка да победам на изборите не само јас, туку и групата на граѓани кои што застана зад мене, вклучувајќи и советничката листа на тогашното граѓанско движење за наше Куманово, кој што всушност беше и еден од иницијаторите за формирање на политичкиот субјект Знам. И заклучивме, ако тоа успеа и го препознаа граѓаните на Куманово, всушност
ќе го препознаат и граѓаните на Македонија. Ние денеска живееме во една апатична состојба каде што не можете да седите со скрстени раце, да се зачурите во сопственото место на живење, да се соочите само со тие проблеми, бидејќи сепак кај нас ние живееме во екстремно централизирана држава, каде што локалните власти немаат големи можности за да манифестираат и реализираат сериозни проекти, бидејќи парите генерално се централизирани во државата, а централната власт максимално од ден во ден ги злоупотребува со еден куп голем број на афери кои што се секојдневни. И сметам дека треба да се влезе во еден таков процес за да се ослободи државата. Македонија во моментов се трансформира во приватен облик на владење, приватна држава. Гледате дека ако сега во последниот период се употребува зборот апартхејд Македонија, всушност реално живее во еден политички апартхејд, каде што политичката елита која што владее на власт во власта, влади на апартхејд, всушност ги ужива сите права, а сите останатите не ги уживаат истите права како власта. Зборувам за сега, како да кажам, пиар настап заради промоција на партијата, бидејќи ова не е пиар настап. За многу кусо време се чини го сменивте вокабуларот на еден социјалдемократ во еден радикален критичар на власта. Не само тоа што се разделивте од партијата, бидејќи многумина од други партии исто така раскинале, тоа е еден нормален процес, дали биле отстранети или самите напуштиле, е процес во партискиот живот. Но идеологијата и вокабуларот е многу препознатлив, тоа што говорите е повеќе доминантно за една друга политичка партија, тоа е ВМРО-ДПМН и други опозицијски партии. Како граѓаните мислите ќе го разликуваат ова што вие го говорите од тоа што го говори ВМРО-ДПМН? Првично за ВМРО-ДПМН немам што да кажам. Тие се опозиција, покажаа тоа што го знаат и умеат во периодот кога беа на власт. Јас бев еден од најголемите поборници да падне таа власт, но проблемот е што по доаѓање на оваа политичка гарнитура на власт истата се трансформираше во еден поразвиен облик и форма на делување како што делува и претходните. Создадоа еден систем во кој што правата се добија, бидејќи паролата беше нема правда, нема мир, но за поединци, тие кои што ја имплементираат власта. Инаку не би се сложил со вашата констатација дека во периодот кога сум бил член на Социјалдемократскиот сојуз, а тоа многу добро го знаат, особено моите соборци и соработници таму, дека секогаш јавно и транспарентно сум ги кажувал своите ставови и во рамки на партијата и надвор вон партијата. Предпоставам дека тогаш можеби за вас... Да, ќе ве подсетам на некои моменти. Тогаш веројатно не сум и предизвикувал внимание како политичар кој што доаѓа од едно локално ниво, па не сте ме следеле. Значи, моите ставови и моите разногласија со раководството на мојата поранешна партија датираат некаде од 2016-2017 година. Но ќе ве подсетам... Само да прецизирам. Знам што сакате да кажете, мислам дека ве разбирам. Но ни еден човек што излегол од една партија, не можам да видам дека за 360 степени ја сменил идеологијата и начинот на размислување. Сите од ВМРО што излегле, останале ВМРО-вци. Ја критикувале можеби централното раководство дека не постапува како што треба, но останале доследни на идеологијата на ВМРО. Вашата идеологија е се уште социјалдемократска? Вие сте левица или десница? Бидејќи во настапите има еден микс кој што јас ниту сум левица, ниту пак сум десница, јас сум Максим, лично и персонално, каква ќе биде политиката на политичкиот субјект, ќе ја дефинира програмата на партијата, вие веќе настапувате со органите и телата на партијата, ако ми дозволите. Да, ви дозволувам, но сакам да прашам. Јас знам дека на вас ви е јасно, но јас сепак одговарам за граѓаните и сакам на нив да им биде. Ја и прашувам заради граѓаните. Значи, во делот на мојот настап, многу пати имам повторено, моите ставови се левичарски. Особено во делот на економските и социјалните политики во државата, што се однесува до националниот пристап, тие одаш кон центарот,
повремено и десно, бидејќи не е забрането никому да биде патриот. Тоа што некои го изедначуваат патриотизмот со национализам, тоа е веќе нивен проблем, не мој. Моите ставови се такви дека ние сме македонци, говориме македонски јазик, имаме собствена историја, А на кој не се? собствена култура, па многумина се откажа од тоа, се откажа и од Асном, и од Крушево, и елементарната поставеност на знам всушност ќе биде на крушевските и асномските корени, и тоа е суштината за постоењето на оваа држава, бидејќи тоа е епицентарот од каде е изворот на идејата за создавање на една современа македонска држава, која што ние денеска ја имаме, а гледаме како се злоупотребува позицијата на власт и истата се приватизира. Но да се вратам на круцијалното прашање кое што ми го поставите, а тоа е разликите во ставовите. Ставовите беа презентирани. Јас бев еден од првите кој што отворив тема, која што можеби во моментов една од поактуелните за господинот Андјушев, кога јавно искритикував делење на средства од Фондот за иновации, каде што истиот господин од позиција на вице-премиер доби одредени финансиски средства за стопанските субјекти кои што се во негова собственост. С други случаи. И тоа не беше кажано на партиски форуми, беше кажано јавно и транспарентно на јавни форуми. Не затоа што не сум се обидел да го кажам и на партиски, но немало капацитет да се слуша и да се стопираат такви процеси. И други постапки и во делот на набавка на реагенси во Министерството за здравство, каде што исто имате да набројувате. Сега, но имам и други прашања за да може да... Тоа не може да биде идеолошка различност. Како? Јас сум се родил и сум се изградил како еден убеден социјалдемократ, но за жал, вие денеска таму немате социјалдемократија. Се афирмира се, но не се афирмира социјалдемократија. Тоа е ваш став, таму ако ги прашате, нема таков став и сигурно нема. Не се слага со вашиот став, тоа е веќе политичка битка. Тоа е затворена приказна и немам потреба ни да прашувам, бидејќи не добив статутарна можност да се произнесе. Прашам зошто се разделивте од СДСМ, сме го слушале вашиот одговор и не влегувам во личните релации. Ја говорам од идеолошки аспект, бидејќи велите се обраќате до граѓаните, и ние сме граѓани, треба да знаеме што е разликата, што треба да очекуваме од Максим Димитриевски. Разликата е голема. Дали партијата е кумановска партија? Не, партијата е... Дали тргнавте од Куманово, рековте ве поддржуваат оние граѓани кои што ве поддржуваат како градоначалник, како таа ќе стане македонска? Кој ја познава, знаме ли Максим Димитриевски од Струмица, од Гевгели, од Тебар, од Кичево? Првично, ако сте го следили процесот на иницијативата, ќе видите дека имаше повеќе од 1000 луѓе во самата сала кои што дојдоа од сите делови на Македонија да дадат поддршка на самата иницијатива. Подписниците на иницијативата дојдоа од 11 различни градови од државата. Партијата не е кумановска, уште помалку само македонска. Партијата припаѓа на сите граѓани и ќе припаѓа на сите граѓани на државата, ќе биде со мултиетнички карактер, но секако во основните начала и цели на партијата ќе биде и задржување на македонскиот национален интерес и на македонскиот народ како еден од главните основачи на оваа држава, бидејќи ние како македонци имаме формирано Македонија. Да чекаме да ни ја формираат останатите, можеби немаше да постои. Тука беше главната иницијатива и всушност тие крушевски, асномски заложби се едни од мултиетничка, а тие другите етнички заедници како го примаат ова што говорите, бидејќи веќе одамна и уставно Македонија мултиетничко општество? Многу пати досега повторувам дека ние можеме да учиме, особено од помалите етнички заедници, во делот на постигнување на националниот консензус кај македонскиот народ и македонските политички субјекти. Ние во континуитет губиме како народ, губиме како граѓани, правиме отстапки, едноставно македонецот ќе мора, сакал или не, да се консолидира на национален план, доколку сака да постигне посериозни резултати. Како ќе се консолидира кога веќе самото ваше создавање на нова политичка партија, нов субјект, го зголемува можеби политичкиот плурализам на мапата, но создава уште една партија која што ќе го подели македонскиот народ?
Не гледате дека има една контрадикција. Што Не е повеќе партии контрадикција. во кои што ние не можеме да препознаеме кои се патриоти, кои се националисти, кои се добри, кои се лоши. А ние ова не е каубојски филм па црни од шешир и бели од шешир. Вие толку сте слични меѓу себе, вие говорите како социјалдемократ, но имате ВМРО-ски позиции, па дури левичарски и десничарски. Зошто мислите дека најголемиот дел на граѓани би го дале ваш? Тоа е вашата перцепција. Тешко се препознава. Видите, ако ми дозволите, ако не ќе ви ви дозволувам оставам цело време, да водите монолог, Не, значи не се избегнува ваш монолог. ме поканивте за Да, гост и јас ќе апсолутно. го давам својот максимум да Поведете, одговорам на сите поведете. прашања, но ќе ве молам да имате обзир и респект Секако. кон Не граѓаните ве да ме прекинав, оставите само да ви говорам. поставувам. Значи, првично, во делот на вашите проценки, тоа се ваши лични перцепции како новинари, јас ќе се обидам да ве разубедам од вашите ставови. Јас сум многу повеќе заедно со мојот тим од сето тоа што го наведовте. Што сме ние? Ние сме една граѓанска опција која што излегува директно од граѓаните, по иницијатива на граѓаните. Дали ние ќе бидеме факторот кој што ќе го постигне националниот консензус, тоа ќе зависи од самиот гласач и од граѓаните на избори. Доколку добиеме сериозна политичка поддршка на следните парламентарни избори, ние ќе го постигнеме тоа. Како ќе го постигнеме? На начин како што го постигнаме претходно и во Куманово. Ме прашуваат многу пати граѓани, добро, по што сте поразлични тоа? Значи, не само јас. Рековте слични Значи, не само сме. Не сме воопшто слични, а далеку сме од исти. Затоа што овие кои што денеска или вчера, дозволете ми ќе ве вашите молам, зборови. значи, Ние днеска дошли се уште на власт, за да може да ве видиме што може да направи. Денеска водат или оние кои што до вчера водеа, ние ги видовме. Тоа што тие го ветуваат и ние е различно, бидејќи ние тоа го потврдуваме во Куманово. Вие тоа го говорите и сте го докажале во Куманово. Така и ќе го докажеме на следните Ама тоа се ветувања предизборни. Значи ние не сте се опробале се уште на изборите. И не се знае дали ќе бидете власт. Може да бидете колку ќе освоите, колку очекувате дека ќе добиете. Тоа ќе кажат граѓаните. Ма вие 61 сигурно не се надевате на 61 пратени. Парламентарни избори, новиот политички субјект знам ќе оди на победа. А тоа ќе зависи од граѓаните дали ќе добиеме таква поддршка или не. Според онаа што го гледам, јас имам легитимно право да верувам дека нашата борба ќе биде првенствено исправна, со една реално остварлива политика, со издржана програма и ние ќе дадеме нашата понуда. Одлуката е на граѓанинот. Ме прашува кои се тоа се со вас. И видите сега луѓето дојдоа, секој индивидуа сам за себе, авторитет, изграден во средина кај што живеа, ќе си излезат луѓето и ќе си кажат онаа што е многу побитно во делот на имплементацијата на власта. Е дали имате карактер, образ, принцип и се држите до тоа што сте го што имаат многу луѓе. Сакам да кажам, но сме единствени во државата која што се организираше една група на луѓе во Куманово, тоа не е... излезе со програма, вети пред граѓаните и секојдневно реализира капитални проекти и се обидува да го среди градот и покрај сите максимални обструкции. Тоа граѓаните на ниво на државата го препознаваат и затоа доаѓаат голем број наповици за поддршка и барање за пристап во членство, а се уште чекаме тоа никој не ви го негира. регистрација на Значи, јас политички тоа не се субјекти. сомневам и го поддржувам и реков дека започите секоја иницијатива на граѓаните. Јас само правам сублимат. Секоја нова политичка партија, нов субјект, и кај албанците, и кај македонците, доаѓа на платформата на критика на власта. Без разлика кој у тој момент е власт. Значи, поените се добиваат многу лесно од незадоволство на граѓаните. Но, тоа што го правите вие Куманово, вие сега го говорите на јавна сцена, вие не говорите само за Куманово, вие говорите со максимални критики по национална и по економска основа за себе државата. Тоа што го говорат и другите партии, веќе постоечки и сите ново создадени и албански и македонски партии. И така се добива гласови. Меѓутоа, државата не е еден град. И самите знаете дека не е Куманово кој ќе дојдете на власт, треба да се водат регионални политики во интерес на сите граѓани.
ние не можеме ни кај сегашната најголема опозицијска партија да препознаеме програма и платформа заради што би гласале, освен тоа што сите ја напаѓаат власта. Имате прашање? Да, имам. Повели. Тоаш, како ние ќе, уште еднаш ќе го прашувам истото прашање. Имате ли во настапите сега како ќе ја водите државата? Тоа ме прашам. Даноци, програма, Апсолутно дека имаме и во рамките европски интеграции или не, дали сте речеме за промена на уставот, пример. Тоа е се генерално прашање. Па тоа се прашања на кои што имаме даден одговор во делот на уште промена еднаш. на уставот. Понудивме 3 решенија, веднаш дента по понуденото решение во јуни месец по лидерската средба, како плагијат беше земено нашето решение и по лидерската средба беше објавено од страна на лидерот на сегашната опозиција. Значи, нашиот став е јасен. Ние имаме толку многу етнички заедници во уставот, не е никаков проблем да влезат и бугарите, но првенствено не на ваков дискриминирачки и понижувачки начин. Од друга страна, да, промени за уставот со имплементација на уставните амандмани веднаш по полноправно членство на Македонија во Европска Унија. Зошто? Бидејќи претходно власта ни ветуваше дека нема да има други блокади, за да актуелниот министер за надворешни работи во последното интервју во Frankfurter Allgemeine Zeitung потврди дека се можни и нови блокади кои што можат да дојдат од Бугарија. Значи, сето тоа се случи на еден брз начин, недоволна информираност на јавноста, договорот за соработка со Бугарија, нетранспарентно и така. Ние сме во оваа ситуација каде што сме. Но мора да ги решаваме тие проблеми на релација Скопје, Софија. Друг начин нема да се реши проблемот кој што го имаме, што се однесува до економските и сите други политики. Значи, имаме цел пакет на мерки кои што во рамки на предизборната кампања ќе излеземе. Би било добро да ги спуштиме. За тоа говорам, без лоша намера, но сакам да чуем бидејќи сите гости што доаѓаат тука зборат. Ако ми дозволите, значи ме прашавте како тоа од едно Куманово ќе се префрлите да ги менаџирате работите на државно ниво. Многу едноставно, значи менаџирате една фирма, доаѓате во општина, тоа е исто. Менаџирате една голема фирма, одите од општина да менаџирате држава и менаџирате најголема фирма. Но знаете кој е проблемот во Македонија? Никој суштински не го прави вистинскиот пресек. Каде сме тоа ние како држава? Бидејќи граѓаните имаат право да знаат колку, на кого и на зошто оваа држава должи, какви обврски има, не знаат, никој тоа не нема. Зашто постоиме ние објавено недумите? транспарентно и јавно до сега и ведове прашам колку пари има во пензискиот фонд. Не знаете. Не знаете, кажете. Па не знам, затоа што никој не го соопштил податокот до сега. Колку пари има за пензија во државата, никој не знае. Какви покачувања даваат по одредени ресори. Трезор не стојат парите, тие се собираат тековно од даноците на граѓаните. Тие не се собираат од даноци на државите, се собираат од посебна ставка во делот на уплата за пензискиот фонд од сите оние кои што се активно работени, вклучувајќи ви и мене и вас. Но прашањето е друго. Значи, дали Македонија доволно ги користи своите собствени природни ресурси и на кој начин истите излегуваат во форма на суровина од државата, а не во форма на полупроизвод или производ? Кој колку и на кој начин стимулира развој на економијата? Мојот втор мандат во општината не е насочен во делот на градба на инфраструктура во градот, само туку првенствено во делот на развој на економија. И тоа без поддршка на државата ние постигнуваме сериозни резултати. Две инвестиции на два странски не ми давате да ме прашувам. Па ми поставите прашање. Не ви одговарате Повелете. Одговарате малце поекстензивно за да не можам да ги поставам и другите прашања, барем уште 2-3. Нема проблем, јас ќе останам, ако треба уште еден час повеќе и ќе разговараме на сите теми отворено. Јас не сакам да бегам од граѓаните и од транспарентност. Имам уште едно прашање. Се повеќе се наметнува темата за поизборите. Без разлика дали ќе успеете или не, ќе влезете во власта со пратеници колку што ќе добиете, може да не добиете, ќе се вратите во Куманово, веројатно претпоставувам, или пак ќе го ставите пак на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи ако влезете во собрание нема да биете градоначелник, Куманово е социјалдемократски град, ќе има возможите, без да сакате, едно
еден градоначалник повеќе. Но, со кого сте подготвени да коалицирате пост изборите, доколку влезете на некој начин во парламентот, тоа е посложено прашање со оглед на сите овие дилеми со кои што го почнавме разговорот. Леви, десни, албанци, македонци. Значи, многу било битно да имате коалицијски капацитет. Вие се пофалисте дека вашата партија е мултиетничка, но, знаете, тоа е еден субјект кој ќе се соочите со ДУИ, со Алијанса, со ВМРО и со Левица, ако тоа налага некаква коалицирање, колку би одбрале за коалицијски партии? Видите, првенствено, единствено во што во овој момент сум сигурен во делот на коалицијата е дека знам ќе настапи самостојно на следните парламентарни избори. Постизборните коалиции Или ќе си бидете опозиција, ќе си терате сами. креираат врз база на постигнатите резултати на следните парламентарни избори. Ние очекуваме и веруваме дека ќе бидеме субјектот кој што ќе ја креира следната влада и нема да биде помалиот партнер или привезокот во владата, но како и да е, тоа граѓаните ќе го кажат на крај. Инаку нашето коалиционо досегашно искуство во независниот настап е ние имаме единствено подпишана официјална коалиција за соработка на локално ниво со два политички субјекти, тоа е Алтернатива и Алијанса, која што ја подпишаме помеѓу првиот и вториот изборен круг. Добро. По завршување на изборите, понудивме партиципација во власта, бидејќи имаме значителен дел од градскиот совет на сите останати политички субјекти, кои што сакат да работат во интерес на општината. Бевме брутално одбиени од страна на Социјалдемократскиот сојуз и денеска останатите членови на Советот, меѓу кои што е и меѓу кои што се и советниците на ВМРО, ДПМНЕ и на ГРОМ и останатите партиципиенти даваат подршка на актуелното мнозинство. Но како и да е, по завршување на изборите ќе го видиме резултатот и ќе разговараме за идните коалиции. Она што го знам и сум повеќе од сигурен дека во рамки на идното партиско раководство насоките ќе бидат дека нема да се коалицира со ниту една личност или поединец кој што има нанесено штета на Република Македонија или пак кој е поврзан со било какви скандали, а особено со предмети за корупција во државата. За крај, едно кратко прашање. Во ова фаза на презентирање на партијата и на себе си, сте гостин на повеќе медиуми во разни прилики, негдека политички емисии, негдека се повеќе забавни. Имаше една вест која стана вирална, не знам од каде, но би сакала режијата да ја пушти. Кратка изјава, стана вирална во... Бидам донатор на органи. Моите тестиси ќе ги донирам на одредени мои колеги. Добро! Каде е ова кажано и на кои колеги мислите во политиката, во градоначалниците? Кои се колеги вас? Ова беше забавна емисија кај вашата колешка Снеже Велкова, мислам. Јас цитирав еден Facebook статус од 2016 година, кој што го напишав во моментот кога како тогашен опозиционер жестоко се залагав за предвремени парламентарни избори и во еден момент тогашната актуелна власт на чело со Груевски излезе и рече дека се согласува со вонредни парламентарни избори, а тогашните мои сопартици во раководството ретерираа од ставот и се повлекоа. Тогаш, во тој момент, револтирано таквата постапка, бидејќи барате предвремени избори, а подоцна се откажувате, како секој слободен граѓанин, напишав статус на Facebook, дека доколку еден ден се решам да бидам донатор на органи, моите тестиси ќе ги донирам на неодредени мои колеги, мислејќи и алудирајќи на моите тогашни сопартици кои што заедно со мене немаа храброст во тој момент да донесат таква одлука да учествуваме на предвремени парламентарни избори, потоа се случи свич, тогашната власт се откажа од таа понуда, а ние повторно тргнавме да
бараме предвремени избори, мислам дека ова е Добро. исечено делче, стана вирално, забавно е за јавноста. Видите, јас пред се, без разлика што сум политичар, јавна личност, пред се сум човек кој што секако има смисол за хумор, како и секој останат човек, впрочем, како што и предходно се шалевме во ходникот, а доаѓаме од Куманово, ние сме позитивни луѓе, всушност пиеме таква вода и таков е кумановскиот дух. Благодарам што бевте гостин во Слободен печат и посакуваме на вас и вашите сограѓани успех, како и на сите останати во политичката битка, за да можеме да препознаеме кој ќе води на кој начин ова наша Македонија. Ви благодарам и на вас, ми беше чест што бев гости на Слободен печат. Благодарам. Продолжуваме со останатите содржини, почитувани гледачи.